Планот за спојување на клинички во еден центар и со него да раководи само еден директор, очигледно нема да успее. Министерот Фатмир Меджити, откривајќи ја неговата желба, кажа и рок дека до нова година ќе го реализира планот, а за реализација на тоа му преостануваат само уште 40 на дена. Алфа неофицијално дознава дека барањето од Министерството за здравство за спојување на клинички е повлечено од дневен ред на влада. Оттаму не добивме одговор дали оваа информација е точна, ниту пак откриваат дали воопшто се дискутирало на оваа тема. И од здравство не ни одговорија до каде е процесот. Инаку, Меджити пред неколку месеци фрли око на мајка Тереза, каде што јавно вети дека до крајот на 2023 сака да го стави под своја лична контрола клинички и со тоа центарот да го управува еден човек со титула генерален директор. Тие се организацијски директори, да, едва и чекам тоа да се случи. Немаме да имаме за губари како заеднички служи 20 милиони евра за губари, не знаат што работат. Од тогаш ќе се знае точно која, значи ќе се набавуваат работите со цел количествено и со поевтина цена и ќе има подобра соработка меѓу клиниките. Меджити уште стои на ставот дека ќе го реализира планот за спојување. Работиме интензивно со сите засегнати страни и сега дали точно кога ќе биде после нова година или ќе трае уште малце, тоа не би сакал да не би знаел на вистина да ви кажам, зашто има процедури административни, правни што треба да ги решиме, со секогаш одзимат време, ги одлагат овие рокови. Инаку сегашните 60 на медицински организацијски директори, како и управни одбори во секоја здравствена установа на клинички или околу 200 функционери, граѓаните ги чинат околу 1 милион евра. Освен ова ветување, останува и неисполнето за изградба на нов модерен клинички центар. Инаку, министерот Филипче го раскина договорот за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза, кој беше склучен од претходната власт. За раскинување на договорот, државата треба да плати пенали од 8,5 милиони евра.